Универзитетско радио, Укло ФМ Битола, 90,8 МГц. Другарчиња, ко бев мала, пред една година започнавме со Слушнете не! Беше март 2021, пандемија, и рековме, ајде да правиме нешто убаво, нешто наше, нешто креативно и инспиративно. И започнавме во најубавото радио на светот, Укло ФМ Битола, и со најдобрата уредничка на светот, Сонја, и со најмојата мама. Досега изучивме многу работи, а сега ве поканувам да проследите како беше на почетокот. Моето пелтечење, кикотење, звуци, експерименти и друго. Па ќе може да споредиме сите заедно каде сме стигнале и каде одиме. Големо поздравче! Јас сум Ноила, а ова е Слушнете не! Ова е Слушнете не! Слушнете не! Слушнете не! На Укло ФМ. Здраво, другарчиња, здраво, млади возрастни, здраво, возрастни. Дали ме слушате? Дали ме слушате? Дали ме слушате? Јас сум Ноила, а ова е новата детска емисија на Универзитетско радио Укло ФМ Битола. Слушнете не! Што бара детска емисија на Универзитетско радио? Па, имам неколку аргументи. Прво, децата во текот на својот живот прераснуваат во студенти, а потоа работат и имаат своји фамилии. Значи, ние сме на почетокот на истиот пат. Второ, Универзитетот Свети Климент Охридски е во мојот град Битола. И јас знам дека многу работи што ги прави универзитетот, а ги соопштува преку Укло ФМ се поврзани со нашиот живот во кој ние сме во една од главните улоги, се разбира. И трето, но не помалку важно, на сите возрастни им треба перспективата на децата. Само така ќе може да создаваме своја иднина. Ќе зборуваме за многу важни работи од екологијата, науката, образованието, биологијата, музиката. А сето тоа ќе го испреплетуваме за да не се препознае крајот и почетокот, а сепак да биде со многу убава содржина како глас на децата во денешнината. Затоа, слушнете не на Укло ФМ. Что во кујна сака
плаши, ниту пак се крие. Мало црно со ножи на шест, како зуи ќе попнеш од бес. Кога баба неја ќе ја види пали трес. Кога баба неја ќе ја види пали трес. Дали знаеш што е тоа? Домаќинство на гостини иде. Дали знаеш што е тоа? Што во кујна сака да си биде. Не баќа ниту млака мала, не комарец див, не зајче нити буба мала, не гушец од цив. Ајде погоди мало црно со ножи на шест. Секоја му чест, веј да јаде, рачиња се крие, не се плаши, ниту пак се крие. Мало црно со ножи на шест, како зуи ќе пукнеш од бес. Кога баба неја ќе ја види пали трес. 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 Пали трес. Јас знам, а ти? Сега во емисијата за деца слушнете не! На Укло FM Битола следи рубриката Занимливост. Јас се истражував низ мојата домашна библиотека и низ интернет, за денес да можеме да зборуваме за мозокот. Човечкото тело е чудесна машина во која се е поврзано. Коските на вашето тело му ја даваат потребната цврстина. Мускулите ги придвижуваат коските, а нервите ги поттикнуваат мускулите на работа. Што мислите, кој дел од телото управува со сите тие работи? Се разбира мозокот, главниот шеф. Мозокот е централен компјутер на телото. Главниот шеф оттаму праќа наредби, одговорен е за нашата меморија и за сето она што го учиме и разбираме. Централен компјутер или мене повеќе ми личи на софтвер во компјутерот. За да ја направиме оваа емисија поинтересна, нема да зборувам само јас, туку ќе можете и вие да се одговарате во себе. Во раците држам едно паметно пенкало. Сега ќе ви поставам едно прашање. Дали ќе се смееме ако сами се скокоткаме? Јас мислам дека не. Точниот одговор свирка вака. А пак грешниот одговор звучи вака. Според ова можете да се ориентирате дали точно или грешно го одговоривте. А што одговоривте вие? Ајде скокотнете се. Како мозокот знае се? Мозокот преку нервите добива известување за секоја промена во телото. Тогаш што измислува што треба понатаму да прави. Сиве наредби мозокот ги испраќа преку нервните влакна. Пораките патуваат толку брзо, побрзо и од најбрзиот автомобил на светот, така што ние и не забележуваме, едноставно се движиме џвакаме. Моето носе намирисува нешто од кујната. Јазикот вкусува, а мојот мозок многу сака мафини. Мозокот како да вели, ми се допаѓаат мафини. Мускули на вилицата, џвакајте!
сега следува прашање. Спремни? Колку тежи мозокот на возрасен човек? Како понуда имате 40 кг, 1 кг, 100 грама и 3 кг. Колку од вас одговоривте 40 кг? Тоа е од прилика едно мало дете. Ајде да пробаме. Не е баш точно. Ајде да одиме со 100 грама. Тоа е колку едно кифличе. Не е тоа точно. 3 килограми? И тоа е грешно. А точниот одговор е 1 килограм. Каква функција има мозокот? Нашиот мозок е поделен на два дела или на две хемисфери, лева и десна. Левата страна е задолжена за математички работи, а пак десната за креативни работи. А вас на што ви личи мозокот? Мене најмногу ми личи на две половини од ора. Спремете се за прашање. Која хемисфера е поразвиена кај научници? Левата или десната? Еве, ајде да пробаме со десната. Кој да го одговори тоа? Не е баш точно. А левата? Јеј, точен одговор! Драги деца, замислете оваа ситуација. Раката го допира шпоретот. Мозокот како да вели: раката допира нешто жешко, мускули на рацете, повлечете ја. А сега за вас имаме една инструкција што ја научив уште од мала. Кога допирате нешто жешко, треба да е со надворешниот дел од раката, за кога ќе се склупчи раката, да не фати уште повеќе жешко. Еве го и последното прашање од нашите занимливости за мозокот. Со која брзина стигнуваат пораките од мозокот до целото тело? Понудите се 1 км на час, 50 метри на час, 100 метри на час, 360 км на час. Да видиме што е точно. 1 км на час. Кој да го одговори ова не е баш точно. Да пробаме со 50 метри на час. И тоа е грешно. 100 метри на час. И тоа е грешно. Дали знаете дека точниот одговор е 360 км на час? Многу брзо. Високо летал, со килим на Багдад четал и сонувал близко се звездите. Богатство нудел да плати, бар една звезда да фати, и мечтаел чудо ке направи. Чудо, чудо големо. И јас исто си бројам звезди, но ќе штом сум сам. И до нив со летачка чинија да стигнам сонувам. И јас исто си бројам звезди, но ќе штом сум сам. И до нив со летачка чинија да стигнам сонувам. Денес, утре ке може, баш ке дојде ден, со летачки чини космосот
биде отвоен. Чудо големо, и јас исто си бројам звезди, ноќе штом сум сам, и тонив со летачка чинија, да стигнам сонувам. И јас исто си бројам звезди, ноќе штом сум сам, и тонив со летачка чинија, да стигнам сонувам. И јас исто си бројам звезди, ноќе штом сум сам, и тонив со летачка чинија, да стигнам сонувам, да стигнам сонувам, да стигнам сонувам. Зелени минутки. Драги другарче, ова е детската емисија Слушнете не на Укло ФМ. Сега ја започнуваме рубриката Екологија. Ајде да започнеме со една дефиниција. Поимот екологија е од 1866 година од германскиот биолог Ернст Хенкел, од грчкиот збор оикос, што значи домаќинство, и логос, што значи наука или наука за домот. Но за планетата Земја како наш дом, да, добро слушнавте, нашиот вистински дом, планетата Земја. Сакам да ви кажам неколку принципи за човекот како дел од природата. Најпрво постоја recycle, reduce и reuse. Односно на македонски се викаат рециклирај, редуцирај, користи повторно. Тоа се првите 3 R во екологијата, но јас денес по моето истражување открив уште 7 други. Но не е важно колку се, јас ќе ви спомнам уште неколку. Refuse, одби, repair, поправи, regift, подари, recover, спаси. Во центарот на сето тоа е rethink, да размислиме. Во центарот на сево ова е rethink, размисли. Треба да размислиме што се и правиме на кутрата природа. А ние луѓето сме многу важен дел од неа. Откако се запознавме со мајката природа, да слушнеме за еден важен член – рисот. Рисот ти припаѓа на класата цицачи, исто како кравата, кучето, мечката и волкот, ау и друго. Цицачите се животни што ги дојат своите млади. Рисот е дел од големата фамилија на мачки, заедно со лавот, тигарот, леопардот, дивата мачка и таканата. Има кусо тело кое достигнува до 130 см, долги нозе и широки шепи. На муцката има долги мустаки кои му служат подобро да ги насетува промените во средината. Ушите му се долги со темни перчиња на врвот и се смета дека тие му овозможуваат подобар слух. Има силни вилици со долги и остри кучешки заби, песијаци. Јас мислам дека врвчињата на ушите мене повеќе ми личат на мали чепчиња. Тежи од 15 до 29 килограм.
Најтешкиот рис што сме го измериле кај нас е рисот бистри од Маврово кој тежи 26 килограми. Да не забораваме да напоменеме дека овој текст го читаме од страницата Македонско еколошко друштво МЕД. Рисот живее длабоко во листопадни, мешани и зимзелени шуми. Претежно на непристапни и карпести места. Ги одбира оние шуми кои имаат стабилни популации на копитари, срни, дивокози и така има доволно извори на храна. Секој рис живее во посебен дел од шумата кој представува индивидуална територија. Преку ден вообичаено одмара и спие скриен во густи грмушки. Рисот е многу срамежливо и тивко животно, па само малкумина го имаат видено во природа. А дали вие го имате видено, например, на Пелистер? Во присуство на човекот, тој секогаш ќе се скрие во блиските грмушки, над или до дрвото или во блиските карпи. Најчесто начин луѓето да забележат присуство на рисот е преку неговите траги во снегот. Дали кога шетате низ снегот на Пелистер сте виделе траги од рис? Вчера знаев се по биологија, глава полна ко енциклопедија. Така рече па и професорката, пресна оди си на преглед кај докторката. Вчера знаев се по биологија, глава полна ко енциклопедија. Така рече па и професорката, пресна оди си на преглед кај докторката. Магаре, ето што крши прозорец, гавранот е поцан после секој кец. Слонот јава нова право смукалка, свињата си игра дома кошарка. Магаре, ето што крши прозорец, гавранот е поцан после секој кец. Слонот јава нова право смукалка, свињата си игра дома кошарка. Првите животни битни биле тем првобитни. Првите животни битни за мене се многу ситни. Мама вели, јас сум главен и во светот ќе сум славен. Животно од прва лига, кога јаде везден ждрига. Знам на мама и се многу помошни. Кога вика не ги вади од уста, се си знае, ниедно не пропушта. Јас вчера знаев се по биологија, глава полна ко енциклопедија. Така рече па и професорката, пресна оди си на преглед кај докторката. Магаре, ето што крши прозорец, гавранот е поцен после секој кец. Слонот јава нова право смукалка, свињата си игра дома кошарка. Магаре, ето што крши прозорец, гавранот е поцен после секој кец. Слонот јава нова право смукалка, свињата си игра дома кошарка. Магаре, ето што крши прозорец, гавранот е пуцан после секој кец.
Слон отјава нова право смукалка, свињата си игра дома кошарка. Маре е тој што крши прозорец, гавранот е поцрн после секој кец. Слон отјава нова право смукалка, свињата си игра дома кошарка. Првите животни битни биле ептен првобитни. Првите животни битни за мене се многу ситни. Мама вели, јас сум главен и во светот ќе сум славен. Животно од прва лига, кога јаде везден ждрига. Зелени минутки. Истражувајте и научете како изгледаат. Секое животно си има свое место во природата. Секое си има своја улога и на свој начин придонесува кон одржување на природната рамнотежа во целиот шумски екосистем. Исто како и ние децата. Рисот е строго месојадно животно и дневно внесува од 1 до 2 килограми месо. Тој е брз осамен ловец кој има широк спектар животни за исхрана, но омилен плен му се срната и дивокозата, кутро, срничи и бамбивчи. Освен тоа, тој лови и мали цицачи. Тој не е многу брз тркач, но бидејќи е добар алпинист, планинари, ги користи дрвјата и високите карпи како места за криење и наблюдување на пленот. Па затоа скоро секогаш лови од заседа. Кој е негова вообичаена техника на лов? Во ловот тој се прикрадува и се нафрла на пленот. При тоа може да скокне во далечина или височина до 3 метри. Вау! Додека него изеде целиот плен, рисот не лови наново. Замислете! Бидејќи рисот е самотно животно, кога лови тој својата храна не ја дели со никого. Скржав бил рисов. Женките го делат уловениот плен единствено со своите младенчиња во периодот кога живеат заедно. Се разбира, мајчички. Просечната територија на Мажјак со воспоставено кралство во наводници достигнува до 640 км на квадрат или површина од околу 2 урбани Скопје. Вау, шо е тој огромен е? Треба да имаме на ум дека оваа гравлива мачка ја има во 4 различни вида. Канадски рис, ибериски рис, црвен рис и евроазиски рис. Мислам дека ова е кај нас. Балканскиот рис е распространет во југозападниот дел на Балканскиот полуостров. Како најзагрозена популација на рис во светот, исклучиво ги населува шумите на Македонија, Албанија и Косово. Во Македонија рисот е застапен во западниот дел на земјата. Јужните падини на Шара, Маврово, Бистра, Илинска планина, Јабланица, Пелистер и Јасен. И за крај, дали знаевте дека рисот нема природни непријатели? Единствен непријател, како и на многу други животни и растенија, му е човекот,
Другарчиња, зошто вака се однесува човекот? Слушнете не, децата имаат да ви кажат. Екологијата како наука за планетата Земја како наш дом сигурно не учи да уништуваме се за да преживееме ние. Помислете, размислете и действувајте. Слушнете не, децата имаат нешто да ви кажат. Екологијата како наука за планетата Земја како наш дом сигурно не учи да уништуваме се за да преживееме ние. Помислете, размислете и действувајте природно во нашиот заеднички дом, планетата Земја. во емисијата за деца. Слушнете не! Следува нашата топ листа. За овој пат избрав 3 песни кои сите ги знаеме. Првиот музички хит звучи вака. Од сите мои слики што ги чувам, што ги редам и подредувам. Оваа песна се вика Сите мои слики. Оддајте музика во изведба на Анастасија Џабирски и Кристина Мукаетова.
Од сите мои слики што ги чувам, што ги редам и подредувам, само една не ми дава мир, од глава не излегува. Еден човек и една жена само, месец мар и блага светлина. Кики, ќе дојдеш со нас? Имам некоја незавршена работа. Те чекаме на клупата. Дојгам за кратко. Песна моја, јас песнуваш, во мене остави да ме најде тој по тебе. Звезда моја, блеснуваш, за мене се уште дише, дише тој во тебе. Од сите мои слики што ги чувам, сите мои сеќавања, тажни океани плуват по нив, да не потонат, не можат. Песна моја, јас песнуваш, во мене остави да ме најде тој по тебе. Звезда моја, блеснуваш, за мене се уште дише, дише тој во тебе. Песна моја, звезда моја, желба моја, само моја. Ти си сила каква нема, ти си сила што ме тера Божи глас да чујам во себе, што ме грева. Вечна љубов, јас да барам вечна љубов, со него да најдам. Песна моја, јас песнуваш, во мене остави да ме најде тој по тебе. Звезда моја, блеснуваш, за мене се уште дише, дише тој во тебе. Песна моја, јас песнуваш, во мене остави да ме најде тој по тебе. Звезда моја, блеснуваш, за мене се уште дише, дише тој во тебе. Вториот музички хит звучи вак. Еден ден ке ме молиш, ке ме сонуваш, баш тој ден ке ме сакаш и прогонуваш. Оваа песна се вика Тажна љубов, среќна песна, во изведба на Тамара. Еден ден ке ме молиш, ке ме сонуваш, баш тој ден ке ме сакаш и прогонуваш. Ти и јас, такво нешто не се случило, а кај си и што си, со кого не сакам да знам. Еден ден ке ме молиш, ке ме сонуваш, баш тој ден сакаш и прогонуваш. Ти и јас, такво нешто не се случило, а кај си и што си, со кого не сакам да знам. Хеј, многу песни сум отпеала, а баш сите мои стихови, сите биле љубовни, полни со депресија.
глава бучи, а умот врти сучи. Учи, глава бучи, а умот врти сучи, срце чука тика-так, тика-так. Песната се вика Биди каков што си, од бенд 5+. Учи, глава бучи, а умот врти сучи. Учи, глава бучи, а умот врти сучи. Срце чука тика-так, тика-так. Учи, глава бучи. Сега ќе звони. Математика, физика, хемија, јазици, Македонски, француски, германски, англиски. ликовно и природни науки. Со проекти имам се на глава ми Тата тежи мама и тато. Вика само не се ежи. А мене само ми се... Учам преку нет, учам дома преку нет. Нема звоно, голем одмор, нови правила за свет. Седам дома, само дома. Дома. Цел ден дома, само Седи дома. Нема лица, само поглед, нема дай ми рака кушка. Нема носи ме на кино, нема носи ме на ушка. Мијам раце, носа маска, сите сме со маски. Фали друштво, фали гласна, ново правило, дистанца. Се надевам дека ви се допаднаа нашите музички избори. Во следната емисија ќе имаме различни хитови. Само љубов по срце носи. Види каков што си. Види каков што си. Само љубов по срце носи. Ова е Слушнете не на Укло FM. И така, драги другарчиња, следевте детската емисија Слушнете не на Укло FM Битола. Јас сум Ноела, четврто одделенка, а во заедничката дружба проговоривме за важни работи од перспективата на децата. За главниот шеф мозокот, во рубриката Занимливости, за екологијата, за 7 R, принципи и за планинскиот риск како дел од животот на планетата Земја и наш директен комшија на Пелисте. Имавме и музичка топ листа со прекрасни домашни номери, сето тоа со многу специјални пораки за возрастни. Слушнете не! Децата ги гледаат работите искрено и кристално јасно. Па затоа сите треба да се изслушаме и размислиме. До следната емисија ве поздравувам. Чао! И стигнавме до крајот на емисијата. Слушнете не на Укло FM. Со вас беа тонска реализација Љупчо Цветковски,
Главен и одговорен уредник на Укло FM магистер Сонја Тантарова Груеска и се разбира јасно Ела Нечковска, четврта одделенка од Елпида Караманти Битола. Укло FM Битола, февруари 2021 година. 24 часа секој ден на 90,8 Укло FM Битола.